Добар ден, денеска зборуваме за прецизност. Претходно слушавме пласебо. Значи, да проложам прецизноста, секоја моторичка способност разгледувајте ја во 3 или 4 моменти. Значи, прво е дефиниција, потоа е видови, во дефиниција многу ќе зборуваме, особено за прецизноста, видови на прецизност и методи на подобрување. Тоа се трите основни моменти. Значи, дефиниција, видови на таа способност и методи на подобрување. Така ќе ви биде јасно, ќе знаете за што се зборува, ќе знаете и да препорачате, нели, кога ќе ве прашаат нешто, да направите муабет за тоа, да покажете дека сте академски граѓани, но и да одговорите на испит. Четвртото беше сензитивни фази, ако ви текнува, тоа имавме посебно предавање. Така да, како ќе издефинирам прецизност? Само замислете што треба човек да направи за да биде прецизен и веќе ќе знаете дека е некое движење кое што бара, самиот збор кажува прецизно, само ние мора да го издефинираме. Не може само кажеме па таа е што е земјотрес, тресење на земјата. Па зборот го кажува тоа, но ние треба да објасниме заради што настанува, како малку да нели да дадеме информации. Точно насочени дозирани движења. Само замислете што треба да кажете и тоа е тоа. Океј, како да издефинираме? Значи, овде јас би отишол на слайдов кај што е каде е повторно во Сантала, но базична. И е базична за спортови каде што бараат прецизност. Некои спортови не бараат толку прецизно. Велосипедизам, например. Нема тука нешто посебно прецизно. Рамнотежа има, ама прецизност не. Точно насочени движења. Спомнавме кошарка, спомнавме стреличарство, стрелаштво. Значи, таму кај што има исфрлање предмети, копје, дури и копје нема некоја голема прецизност, само да бидете во рамките на аголот кој што треба да го сврлите копјето, кладивото и дискот, нели? Но сепак се е клуч, има мислам ни користи, например фудбал, кошарка споменав, фудбал не го споменав, ракомет. Ќе го споменам дека има прецизен да биде за да го погоди голот, нели? Прецизен да биде голманот за да ја одбрани топката, да не помине. Дали тоа е врзано со латентно време, ама сепак. Во однос на координацијата, влегува во координацијските способности, дали е посебна способност или е сублиматна координација, нешто слично како и ке рамнотежата, ама ке прецизноста поособено, затоа што ние можеме да бидеме прецизни без да имаме некоја особена сила, да ни треба или издржливост или некоја друга моторичка способност. Например, ви кажав, гаѓање со пикадо, стреличарство, да, нас ни треба сила за да се растегне лакот, но не е тоа и ни треба равнотежа и некои други моменти. И да, прават и они прават суплементацијски тренинг, фитнес тренинг. Но да се вратиме на нашиот слайд, каде е прецизноста, ја споменав. Добро е да биде споменато уште еднаш, значи таа е високо корелирана со координацијските способности. Овој момент го имам објаснато кај предавањето за рамнотежа. Не сакам да кажам дека се внесени уште еднаш кои тестови се внесени, еве ги тестовите, и што се добива, само да најдам прецизно, со тие тестови каде влегува, значи влегува во механизам за синергистичка регулација и регулација на тонусот и на крајот влегува во некои координацијски способности. Значи, повторно дека е докажана дека прецизноста влегува во координацијски способности. И тука ќе кажам, не е од тоа TikTok, некој јутјубер што му текнало, туку науката го докажува тоа. Може би нешто во иднина друго ќе докаже. Сега за сега науката вели дека таа е поврзана со координацијските способности, прецизноста. Физиолошката основа, повторно тука некако доаѓа дека мора да бидеме, пази, тука е уште попрецизно попрецизна ефекторната или ефекторниот лак или праќањето на сигналите од мозокот до централниот нервен систем тука треба да биде уште попрецизен. Значи подобар, по-тюниран, по-наместен, поточни информации, пофилтрирани информации да се праќаат до мускулите, затоа што ние треба да направиме движење кое што мора да биде точно,
дозирано и одредено во некоја насока. Дали ќе биде исфрлање на предмет, ќе видиме, или нишанење со предмет, гаѓање со предметот, тоа е веќе нешто друго. Значи, централниот нервен систем е тој кој што ни е треба, физиолошката основа ни е повторно потребна тука, ама на централно нервно ниво, не на енергетско ниво. Каде го има, нели? Секаде, не секаде. Има. Кажа, велосипедизам нема толку, ете прв спорт што ми текна. Дали има во карлингот? Апсолутно, треба да знаеме точно како да го исфрлиме тоа малото ѓуленце кој што лизга ам, по ледот, тегот, или како се нарекува, уредот на правата, латката, за да може да бидеме прецизни да постигнеме тоа што сакаме, да дојде до центарот или да избие некој друг таков предмет кој што е во центарот, а нашиот да остане. Прецизност во билијард, иако не влегува во олимписки дисциплини. Сега, како се дели? Значи, ова беше воведот. Како се дели? Се дели на прецизност при гаѓање, нишанење или комбинирање. Кажуваат примерите, значи, ако е гаѓање, тогаш и исфрлање. А ако е нишанење, тогаш предметот не го исфрламе, туку гаѓаме со него. Нели? Комбинирана е кога, нели, мора и тенискиот ракет да го приближиме до топчето, ама и топчето да го исфрлиме точно каде што сакаме. Фрлање, лансирање, добро, овој момент го кажав, се вежба. Тука ни е потребно, затоа што исфрламе предмет, ни е потребна и сила, но во координацијските способности ни треба многу прецизност. Нели? Овде, пази, се намалува метата, значи треба да е многу блиску, треба точно да е прецизно, кошот обрачот е толкав, ама и баскетот е голем. Овде се намалува веќе визуелното поле, па затоа е по захтевно можеби за да се, ама секој дали е со гаѓање или со нишање си има своја специфика, нели? Ако приметивте кај Курлич имаше тестови, да, чекај ќе се вратиме назад. Кај Курлич имаше прецизност во нишанење и прецизност во гаѓање. Тоа го споменав и за рамнотежа со отворени, значи такви видови на тестови ставиле и едноставно може да се подели така и докажано дека може да се подели така и прецизноста. Комбинираната е нешто што е симултано се случува, нели? Да, ова е така некоја поделба според брзината. Значи, какви видови на прецизност имаме според брзината и каде спортовите се одвиваат. Значи, не е дека само можеме да подобруваме прецизноста или само силата или само брзината, туку човекот е комплексен систем. И вамо каде што е бавна во голф и биатлон, и тамо треба да подобруваме сила и издржливост и нели се, ама можеби повеќе некој друг сегмент. Така да овде во мечувањето, каратето, мислично тамо треба да тамо е многу побрза, тенис, па и пинг-понг, пардон. Пинг-понг, мало топчеви, треба да го видите топчето, да изреагирате и нели да добиете поени до своите олимпијада до своите златна медаља на олимпијада. Јас имав проблем, гледав во живо наша пријателка, ќерка на пријатели, која што тренира сега гаѓање со пушка, тоа е стреличарство, стрелање. Мислам дека стрелање е на македонски. Моја грешка, не го имам овој како термин. Со пушка гаѓање. Ствари е гаѓање, да, дали е гаѓање или стрела, не ме држат. Значи со пушка глинени голуби. Стрелаштво треба да мислам. Треба да е стрелаштво. Држам, окей, прифаќам. Немам проверено, фала. Значи, треба да погоди глинен голуб. Треба да го примети голубот, да го види кога се исфрла, да нишани, да биде прецизна и во моментот, пази во моментот, тоа не е во моментот, треба да знае кога куршумот ќе излезе, да ја го пресретне глинениот голуб. Значи, која е таа прецизност и која е тоа тренинг и се. Ја имав проблем да ги видам глинените голуби. Гледајќи од страна, не можев да приметам каде е голуб. Може би затоа што носам очила за надалеку, но само моментот на приметување е веќе не пола работа туку, огромна работа која што треба. Така да овие брзинските работи каде што се прикажува прецизноста
добар, мислам, многу битен исто кај оваа способност. Што влијае, нешто слично како ке равнотежата и ке координацијата, ова се работи кои што нели можат да влијат. Секоја и возраста, на различна возраст, луѓето различно имаат и сила, и издржливост и прецизност. Моторното искуство многу, затоа што тоа кажав дека тренирањето или вежбањето на координација во детство и низ животот многу ни овозможува понатаму да бидеме успешни скоро на секое моторичко движење, не способност, туку на движење, каде што имаме манифестација на движење или снаоѓање во просторот. Други моменти веќе ги споменав. Како може да се тестира? Значи, постојат тестови за рака, за нога. Исто така, нели спомнавме дека постојат со изфрлање, со гаѓање. Ситуационите тестови за прецизност во секој спорт секој спорт си има своји тестови. Но во секој случај, значи, може да се проценува, да се тестира, нели во заграда, не да се мери нешто друго, времето, гаѓањето и така натаму. Како? Како и секој друг тренинг, значи со повторување, со работа, не очекувајте дека можеби многу ќе се смени, ама кај луѓе кои што, на пример, во рехабилитацијски процес се опоруваат, да, може да се смени. Кај луѓе кои што имале проблем со некој дел од моторика движење, при процес на рехабилитација се основуваат централно нервните системи и може да се подобри. Моментот на тренирање е исти како и секаде, од попросто кон посложено. Значи, тоа е моментот на тренирање. Каде има? Секаде. Значи, секаде се бара добра координација, за да бидеме прецизни, добра моторна контрола, за да бидеме прецизни. При замор, да знаеме да бидеме прецизни, како вели прави пенал, ја фаќа топката и тој шутира. Значи, тој треба да биде одморен, сконцентриран, или можеби ако е тактиката, тој што направил пенал, никош да не шутира. Но во интерес на времето, прецизноста се бара и во такви услови каде што е телото страшно заморено. Или на крај на после 120 минута треба да изведе прецизен удар, шут, му се погоди. Па сега, не е баш дека може да му се погоди. Тоа е вежбано, тренирано и навистина во тој момент направена е симбиоза од синергија од вистински мускулни групи кои што треба да се вклучат, но претходно испрецепирано. Најверојатно знаете и приметувате дека во ракомет не можам да приметам многу, затоа што тука е мал просторот, ама во фудбал е голем просторот, поголем, дека во баскет исто, во кошарка е помал, не гледаат фудбалерите каде шутираат, они го знаат голот го. Ке го погледне еднаш, го има во представа каде е голот и после тоа оди на визуализација и ја шутира топката. Роналдо имаше едно такво истражување по некои 15 на години, каде што може да го најдете. Само не знам за кој систем беше, некој тренинг, систем за тестирање беше некој или во Spire Academy го имаше, не ми текнува, каде што му во сала, он сам и нешто тестира попатно, но се залетува кон топката и гасат светло во салата. Во моментот кога се залетува на топката, гаса светло, значи му отежнуваат да намалат визуелен момент за да може да проценат дали тој во последен момент гледа каде удира. Не, тој не гледа, не го гледа голот воопшто и го погодува голот. Значи, на едноставен начин се покажува дека они не мора, се зборам за фудбал, слично и кај другите спортисти, дека не мора да точно го гледаат предметот, туку може да го целта да ја гледаат, туку може да извизуализираат. Овие работи ги споменав, немам потреба повеќе да кажам, но нека стои како слайд кој што прави еден заклучок. Доста е. Имате некој прашање? Коментар?